Истражувањето на Слободен печат го алармираше јавното обвинителство. Отворен е предмет за корумпираните матичари што венчаваат на диво. Јавното обвинителство отвори предмет по истражувањето за матичари кои венчаваат двојки во ресторани и хотели, земајки пари за себе на рака, без да биде уплатена таксата од 10.500 динари на сметката на буџетот на Македонија. Надлежните ќе утврдуваат дали имало злоупотреби при венчавките надвор од процедурата. Еден матичар, според информациите во меѓувреме, бил отпуштен од управата за водење матични книги. Драма во собранието денеска. Пратеничката Илира Даутија блокираше седницата за пратенички прашања, барајќи премиерот Христијан Мицкоски да одговори на нејзиното поставено прашање. Председателот на собранието Африм Гаши прогласи пауза откако Даути одби да ја напушти говорницата, а и се придружи и Зијадин Села. Ова се најважните вести од Македонија и светот. Извиси најдобро оценетата судијка. Судскиот совет го избра Зоран Герасимовски за в.д. председател на апелацискиот суд, иако Тања Милева имала највисок број бодови меѓу кандидатите. Изборот предизвика поделени ставови кај членовите на советот, при што дел од нив сметаа дека предност треба да има најдобро оценетиот судија. Герасимовски ќе извршува функцијата привремено по изборот на Мередика Гергиевска за судијка во Уставниот суд. Водата во Гостивар се уште не е за пиење. Потребни се 3 последователни исправни анализи. Забраната останува до нови лабораториски резултати. Забраната за употреба на водата за пиење во Гостивар останува во сила, а надлежните продолжуваат со секојдневни анализи. Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека се потребни 3 последователни исправни резултати за да биде укината мерката. Во изминатото деноноќе лекарска помош побарале уште 73 лица, а од почетокот на кризата до сега се евидентирани 4374 прегледи. Рација во локали во Гостиварско. Полицијата уапси 15 колумбијки, србинки и албанки. Приведени и двајца одговорни за угостителските објекти. Во полициска акција во 2 угостителски објекти во Гостиварско приведени се 15 странски државјанки поради злоупотреба на туристичкиот престој. Уапсени се и двајца гостиварци, при што кај едниот била пронајдена марихуана, а другиот се обидел да им помогне на странските државјанки да избегаат. По целосното документирање на случајот МВР најави соодветни поднесоци. Турски државјани низ Скопјанец ќе одговараат кривично за затајување данок. Ја оштетиле државата за 200.000 евра. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против двајца управители и една фирма поради сомнение за даночно затајување, со кое буџетот бил оштетен за околу 200.000 евра. Според истрагата, преку лажни фактури и непријавени даночни обврски незаконски ја намалувале основата за оданочување. Пријавата е доставена до Основното јавно обвинителство Скопје, кое ќе одлучува за понатамошната постапка. Обвинителот што дал зелено светло за Марковски, пријавен од Левица во Советот за случај со дивоградба. Партијата бара одговорност и од МВР и од судот. Левица соопшти дека висшиот јавен обвинител Пецо Везировски, чие обвинителство дало позитивно мислење за враќање на пасошот на Борче Марковски, претходно бил пријавен до Советот на јавни обвинители. Од партијата тврдат дека постојат пропусти во постапувањето и бараат да се утврди одговорност и кај обвинителството и судот и МВР. Левица бара институциите јавно да објаснат како било дозволено Марковски да ја напушти државата. Долгови, слаби контроли и неефикасна дигитализација. Ревизијата со критички извештај за Фондот за здравство.
утврдени сериозни финансиски и системски слабости. Државниот завод за ревизија утврди сериозни слабости во финансиското работење, контролите и дигитализацијата на Фондот за здравствено осигурување. Во извештајот е изразено мислење со резерва, а ревизорите предупредуваат дека се потребни подлабоки системски реформи. Меѓу клучните проблеми се издвојуваат високите долгови, недоволните контроли на здравствените услуги и доцнењето на важни дигитални проекти. Македонија остана без повеќе од 60 милиони евра од ИПА фондот за пругата кон Бугарија. Пропадна европскиот грант по поништен тендер. Македонија ги загуби повеќе од 60 милиони евра на ИПА програмата за третата делница од железничкиот коридор 8 кон Бугарија, откако во предвидениот рок не беше склучен договор за изградба. Владата до собранието достави законски измени за проектот да продолжи со изменета финансиска и имплементацијска структура, но без ново задолжување. Земите од ЕБОР и ЕИ постануваат непроменети, а изгубени се само средства од европскиот грант. Нов извештај на ЗНМ. Онлайн нападите врз новинарите остануваат неказнети. Новинарките се почеста цел на сексистичко вознемирување. Сдруженијето на новинарите на Македонија предупредува дека онлайн нападите и говорот на омраза кон новинарите и натаму останува сериозен проблем и покрај одредени позитивни поместувања во медиумската сфера. Во најновиот извештај се навидува дека новинарките се почесто се изложени на сексистичко вознемирување, институционалната заштита се уште не е доволно ефикасна. ЗНМ оценува дека се неопходни законски реформи, поефикасна борба против неказнивоста и подобри услови за работа на новинарите. Светски ден против трговијата со луѓе. 46 жртви се регистрирани во Македонија за 6 години. Обединетите нации предупредуваат на нови форми на експлоатација. Во Македонија од 2019 до 2024 година се идентификувани 46 жртви на трговија со луѓе, покажуваат официјалните податоци по повод Светскиот ден против трговијата со луѓе. Годинашната кампања на Обединетите нации е посветена на жртвите кои се намамуваат со лажни понуди за работа и се принудуваат на сајбер криминал. Во извештајот на State Departmentот се оценува дека земјата бележи напредок, но се уште не ги исполнува целосно минималните стандарди во борбата против трговијата со луѓе. Јавните набавки за Скопје 2028 законски ќе се спроведуваат надвор од законот. Спорниот дел предизвика реакции во јавноста. Предлог законот за Скопје Европска престолнина на културата 2028 предвидува фондацијата за реализација на проектот да не ги применува одредбите од законот за јавни набавки. Оваа одредба предизвика реакции од партии, граѓански организации и Државната комисија за спречување корупција, кои предупредуваат на ризици за транспарентноста. Проектот се очекува да се финансира со повеќе од 20 милиони евра, главно од јавни средства. Страшни пожари беснеат на Крит и на Лесбос. Чадот стигна до Атина. Евакуирани туристи, двајца пожарникари загинаа. Големи пожари продолжуваат да беснеат на грчките острови Крит и Лесбос, а силните ветрови им го отежнуваат гаснењето на пожарникарите. На Крит се евакуирани жители и туристи од крајбрежно одмаралиште, а во огнената стихија загинаа двајца пожарникари. Надлежните служби остануваат во состојба на зголемена готовност поради опасноста од ширење на пожарите. Уапсени се градоначалникот на Парос и уште тројца поради истрагата за големиот пожар на грчкиот остров. Се проверуваат можни пропусти. Градоначалникот на Парос, неговиот заменик и уште две лица се уапсени во рамки на истрагата за големиот шумски пожар што избумна на островот. Грчките власти проверуваат дали нивни действија или пропусти придонале за избувнувањето на огнената стихија. Истрагата се уште трае, а против приведените засега нема официјално поднесени обвиненија. Стотици евакуирани поради пожарите што беснеат по западните и јужните брегови и на Турција. Огнот зафати 9 провинции.
Шумски пожари продолжуваат да беснеат низ западниот и јужниот брег на Турција, поради што се евакуирани стотици жители и се затворени делови од патиштата. Најтешка е состојбата во Анталија и Мугла, каде огнот се приближува до туристички места и населени подрачја. Во гаснењето се вклучени лјадници, припадници на службите, возила и воздухоплови, додека екипите се борат да спречат ново ширење на пожарите. Поранешниот градоначалник на Сплит, Желјко Керум, уапсен по аферата Коноба пршут. УСКОК отвори истрага за случајот. Поранешниот градоначалник на Сплит, Желјко Керум, е уапсен по налог на хрватскиот УСКОК во рамки на истрагата поврзана со аферата Коноба пршут. Освен Керум, приведени се и уште неколку лица поврзани со случајот, меѓу кои негов внук и поранешен градски службеник. За сега не се објавени деталите за кривичните дела за кои се сомничат уапсените. Хакери украдоа 740 записи од Британското Министерство за образование и од полицијата. Бараат откуп за да не ги објават. Сајбер криминалци украле повеќе од 740 податочни записи од Британското Министерство за образование и полициска база на податоци. Украдените информации содржат лични и службени податоци за функционери вработени во образованието, полицајци и граѓани, а хакерите бараат откуп. Британските институции истражуваат како дошло до пробивот и какви последици може да има овој напад. Италија ќе им дозволи на илјадници затвореници со зависности да ја издржуваат казната дома. Затворите се преполни. Италијанскиот парламент усвои закон со кој дел од затворениците зависни од дрога или алкохол ќе можат казната да издржуваат дома со вклучување во програми за рехабилитација. Мерката е донесена поради преполнетоста на затворите, кои според податоците работат со околу 140% од капацитетот. Владата очекува со промената да бидат опфатени илјадници лица, но дел од организациите се сомневаат во реалната примена. Русија удри врз Киев, Криви Рог и Лавов. Загинаа 14 луѓе. Ракета уништи куќа со деца во родниот град на Зеленски. Во руски воздушни напади врз повеќе украински градови загинаа најмалку 14 луѓе, а десетици се повредени. Најтешко е погоден Криви Рог, каде ракета уништила семејна куќа и загинале 6 лица, меѓу кои 2 деца. Нападите предизвикаа реакции во Полска, која подигна борбени авиони за заштита на својот воздушен простор. Американската војска изврши нови напади врз Иран, откако Техеран претходно лансираше ракети кон американски позиции и напад на пловила во Ормускиот теснец. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.